Се правдаа со лошите временски услови, па со корона кризата, а новиот министер за транспорт и со тоа дека што туку стапил на функција. Капиталните инвестиции со очајна реализација од само 41% до средината на септември, додека Министерството за транспорт остварило едва и 32% од планираното. И повторно, како главен изговор за застојот се споменува пругата кон Бугарија, со децении неостварениот проект на сите влади. Изградбата на железницата запре откако изведувачот кој бавно работеше побара раскинување на договорот. Слабо оди и гасификацијата поради промени предизвикани од ситни изместувања на трасата. Проектите со слаба реализација ќе бидат скратени со вториот ребаланс на буџетот. Дел од средствата не се реализирани, токму поради тоа се јавува таквиот процент. Таму имаме проблем со изведувачот, кој што уште пред да дојдам во Министерството, веќе има испратено допис преку кој што бара раскинување на договорот, затоа ќе се оди на арбитража и ќе се чека одлуката. Важно е да се бараат модалитети и најбрзо што е можно во наредната 21 година продолжи да се реализира овој значаен проект од коридорот 8 на железничкото поврзување со Бугарија. Министерот ветува нови автопати и реконструкции, иако дел од актуелните проекти како патот Скопје-Блаце се одвиваат со забавена динамика. Државата нема системско решение за експроприацијата, по овој дел долго ќе се гради. И покрај проблемите и слабата реализација на капиталните инвестиции, кои онака беа скратени со првиот ребаланс на буџетот годинава за 68 милиони евра на 317 милиони евра, Бочварски оптимист дека тие ќе се остварат. Ќе направам се за високо ниво на капитални инвестиции, но и вие ќе се согласите за 7 дена не можете капиталните инвестиции да ги придвижите од 30 и неколку проценти на, например, 50 или 60%, но ќе направиме се и овој систем укажува дека ќе одиме по патот на високо ниво на капитални инвестиции во иднина. Експертите и меѓународните финансиски институции во повеќе наврати повторуваат дека од клучните проекти како патишта, училишта, болници и градинки не само што не треба да се крати, туку треба да се форсира нивна побрза изградба. Пракса на владата беше капиталните инвестиции секоја година да се кратат со ребаланс на буџетот, за парите да се префрлуваат за други намени. Лани капиталните имаа реализација од речиси 80%, а 2018-та беше убедливо најлоша година со 65% остварено од планираното.